Со марш од седиштето на партијата до плоштадот Македонија, патриотски песни и говор на лидерот Христијан Мицкоски заврши славието на ВМРО ДПМНЕ за двојната победа на изборите. Македонија е слободна и Македонија ќе биде вечна. Сите тие кои што мислеа дека можат да ја ограбат Македонија, да ја понижат, да ја уништат, денеска завршија на буниште, а наборго и ќе одговараат. Симпатизерите во екстаза со часови ги пееја песните кои одбележаа кампањата. Ова беше кулминацијата, но како започна изборната ноќ во седиштето на ВМРО ДПМНЕ. Среќа што зградата има голема настрешница, па на собраните можеа да се засолнат од попладневниот дожд. Сигурно ќе има цензус ќе биде многу над 40%, така да веќе со сигурност можеме да кажеме дека Македонија ќе има нов председател и сигурно тоа ќе биде во ликот на професорката Гордана Силјановска-Давкова. По Наке Чулев дојде Илија Димовски, кој ни повтори како ќе ги бараат партнерите за влада. Мислам дека ВМРО ДПМНЕ беше многу јасна во таа смисла, дека секој кој што направил криминал од голем карактер, од било каков карактер, воопшто не треба да се надева дека ќе влезе во коалиција со нас. 15 минути по затворањето на кутиите, серијата пресконференции почна идентично како и пред 2 недели. Добрата вест е што Дуи изгуби дупло. Бојкотот не им е успешен и Дуи е сосема известно дека оди во опозиција. И додека се анализираа податоците од изборите, гладта во Христо Татарчев се гаснеше со по некоја пица. Во меѓувреме започна да расте бројот на симпатизери кои го полнеа платото. Пристигнаа и членови на ВМРО ДПМНЕ од старата гарнитура и коалициони партнери, постари и понови. Ведрото расположение кај подпредседателот Владо Мисајловски беше показател дека ВМРО ДПМНЕ води пред опонентите и во трката за председател и за места во парламентот. Се гледа дека вреди не бојкотирали и можевме да ги видиме дека они имаа веќе и доста слики кога гласаа, се покажуваше дека гласаат за двата изборни циклуси, тоа можеше да се види за разлика од Дуи, каде што некој од нив покажа згливчиња, некој покажуваше и се силеше дека не треба да се гласа. Водството се зголемуваше, што дискусијата за нова влада ја правеше се порелевантна. Секако дека Дуи мора да замине во опозиција, СДСМ мора да замине во опозиција, наш префериран партнер е Влен, односно Вреди. Коалиција со нив, со кои што би сакале да ја трансформираме Македонија, односно да го донесеме тоа долго очекувано владење на правото, да го подобриме животниот стандард на граѓаните. Малку пред 23 часот, во прес-центарот во победничка атмосфера, беше дочекана кандидатката за председател на државата, Гордана Силјановска-Давкова. Има ли поголема промена од таа за прв пат во оваа државичка држава жена да стане председател? Има ли поголема инспирација за умните жени? Нема. Додека таа говореше, атмосферата се вжешти, но не поради еуфоријата, туку поради слабата вентилација. Додека внатре беше тивко во очекување на говорот на лидерот, надвор славието беше во полнек. Заиграа тапаните из урлите, а со нив и френетичните приврзаници кои не штедеа пари на музичарите. И се беше подготвено за обраќањето на Мицкоски. Го очекуваа и кадри од поранешното раководство. Поразени се и предавствата, поделбите. Тие стотина луѓе од Демократската унија за интеграција и СДСМ, кои мислеа дека се господари на нашите животи. Нив денес ги боли главата, има и зошто. Ќе одговараат до последниот. Секој кој направил криминал и спровел корупција. Мицкоски повтори дека за партнери ја преферира опозицијската коалиција на албанците. Но ние имаме намера со сите опозицијски партии кои што настапија на новија избори да разговараме и да видиме што е тоа што
може да биде наша точка на поврзување, тоа не значи дека сите тие би биле дел од едната влада која што ќе предводи коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. Надвор се славеше со шаренило од знамиња, на кое му се придружија и Мицкоски со соработниците. Веќе се знаеше дека славието ќе се пресели на плоштадот Македонија. Низ преминот кај Министерството за труд, преку рекорд каде една лента беше блокирана од паркирани автомобили, челниците на партијата се упатија кон зборното место. И покрај силното обезбедување, најупорните наоѓаа начин да дојдат до фотографија со лидерот, како спомен за големата изборна победа.